Основното училиште Малина Попиванова аплицираше на конкурсот и доби највисоко зелено знаме. Наградувањето на градинките, основните и средните училишта со зелено знаме и сребрено и бронзено ниво е дел од програмата Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем. Од пријавени 51 детска градинка, 359 основни и 100 средни училишта од државата, основното училиште Малина Попиванова се стекна со статус на највисоко зелено знаме, кое го добија само 21 училиште од државата. Основното училиште во текот на денешниот ден доби известување дека е во 21-то основно училиште од Република Македонија кој е добитник на зелено знаме по објавениот конкурс. Конкурсот значеше исполнување на сите предвидени точки кои значат во проектот за еколошка интеграција во македонскиот образовен систем. Добивањето на зелено знаме е едно признание за ова училиште во учебната 2013-2014 година, посветеноста на наставниот кадар, каде што успеавме 100% да ги исполниме сите услови. Комисијата во состав од представник на Министерството за образование, представник од Министерството за труд и социјална политика, швајцарската агенција за која го потикнува овој проект и представник од ОХОС, дружинието кој ги организира и контролира сите овие конкурси. Нашето училиште е изберено за учебната 2013-2014 да е добитник на зелено знаме. Наградените училишта и градинки ги задоволуваат предвидените критериуми и услови и се наградени со соодветниот статус за кој аплицирале на овогодишниот конкурс. Освен основното училиште Малина Попиванова, зелено знаме доби и средното општинско училиште Ванчо Прќа од Виница. Малина Попиванова за прв пат добива статус на зелено знаме како резултат на повеќето реализирани активности: формирање екоодбор, анализа на состојбата на животната средина, рационално користење на електричната енергија и заштеда, спроведување кампањи, екопатроли и слично. Досега откочани статус на зелено знаме има само основното училиште Раде Кратовче. Официјалното доделување на зелените знамиња и сертификатите за соодветниот статус традиционално ќе биде реализирано на 5-тиот поред Екосамит. Инаку, учениците кои учат во паралелката со посебни образовни потреби, како и секоја година, така и годинава непосредно пред празникот Свети Никола, добија подароци и новогодишни пакетчиња од модната групација ИНТ. Директорот Цимбалевик се заблагодари на сопственикот на групацијата за континуираното внимание што овие деца го добиваат секоја година.